пристигнати дела се авторски дела на млади ентузијасти, на млади автори, на влюбеници во сликовното приповедање, кои допрва започнуваат да ги откриваат тајните на медиумот на стрипот, но добар дел од оние пристигнати беа од авторски дела на веќе реномирани професионалци, мајстори на стриповскиот јазик, кои работат за познати светски издавачки куќи, позади нив имаат значајни остварувања. Ќе погледнете тука на изложбата, ќе видите дека има и такви остварувања. Дополнително, и оно што можеше да се поочи, од пристигнатите стрипови, дел се од соседните стрип култури, знаете од оној поранешен заеднички културен простор, но добар дел, што посебно радува, се стрип табли од македонски стрип уметници и илустратори, што говори дека стрипот во оваа нова визуелна ера во која што живееме, во оваа така наречена Меклауновска графичка галаксија, за младите веќе не е уметноста од маргините, туку полека станува еден равнопрестолен медиум или платформа за она што ние го нарекуваме мултимодална комуникација. Тоа е она што храбрува, она што радува. Стрипот повторно се враќа на оние, можеби нема никогаш да се врати на оние патеки од 80-тите, но повторно станува една неверојатна питна платформа за младиот човек, каде што може да ги изрази сите своји социјални сомнежи, да ги преиспитува вкоренетите општествени норми, да раскаже една приказка и слично. Организаторот може да биде горд и на бројката, и на квалитетот кој ќе го посведочите сега, а ние како комисија сме почестени, навистина, да ги избереме најдобрите. И да не должам многу, претпоставам дека сите со нетрпение го чекам овој најубав дел, ќе одим од подножието па кон врвот. Наградата за стрип со најдобар уметнички израз оваа година комисијата ја додели на стрипот Stargazer 256 на руската авторка Дарија Конопатова. Овој стрип цртачки одскокнува од другите во структурата на композициите, во креативната интерференција ќе видите помеѓу стриповскиот сликоред и позадинските илустрации. Има неверојатно креативни цртачки ракурси, перспективи во незиното сликовно изразување. Овде се наоѓа, ќе го погледнете, незиниот стрип и ја доби таа награда за најдобар стрип со уметнички израз. Дека нели се заблагодарува за наградата и ќе добие дипломата, признанието електронски. Дополнително. Да. Наградата за најдобро сценарио ја добива стрипот Анализа на смртта, Анализа смрти на српски. Ова е сценарио на Марко Стојановиќ, а стрипот илустриран од романскиот автор Разван Бронеску. Добро кажа? Станува збор за една кратка, но прилично контемплативна стрип приповедка за тегобното, за екзистенцијалистичкото соочување, лично со нашите собствена внатрешна природа, па макар, како што ни раскажува Стојановиќ, били и господари над смртта, како Дракула, протагонистот во ова кратко стрипче, ве повикувам да му дадете шанс, една извонена сценаристичка приказка. Марко е наш долгогодишен пријател на Стрип центар на Македонија и воопшто на стрипот, меѓутоа он е во Романија, на друг настан, друг фестивал таму, така што исто во друга прилика ќе му дадеме наградата. Е наградата за најдобро сценарио на македонски јазик. Оваа награда ја добива стрипот Ние што се бориме со богови на Војдан Андонов, а стрипот го илустрираше Александар Бараковски. Овој стрип одлично ја нагласува трагичната автентичност на човековото општествено искуство и поаѓа од верувањето дека стрипот, а ние читаме и човекот, има или мора да има моќ да изрази критички обсервации на социјалната реалност и да се бори истата да ја промени. Ова импозантно остварување можете да го погледнете тука на овој панел, а сценаристот и авторот на овој стрип се и тука сега и ја добиваат наградата за најдобро македонско сценарио. Само на ки разграските. Останете.